Мила Трајковиќ, Јована Кипријановска и Тамара Ивановска. Токму трите наши репрезентативки се гостинки денеска во студиото на Радио Браво. Ви посакувам добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Вие го освоивте четвртото место на ова европско првенство Б дивизија. Дали сте задоволни од пласменот? Сепак имавте 3 победи и на крајот за жал ги загубивте двата последни надпревари. Како велат, секогаш може подобро, но со оглед на тоа, со сите проблеми со кои што се справивме, прилично сме задоволни од нашиот пласман. И јас мислам дека треба да сте задоволни со она што го покажавте. Сега ајде за пошироката, помасовната јавност да се представиме. Јас сум Јована Кипријановска и учам во гимназијата Гоце Делчев во Куманово. Јас сум Тамара Ивановска и учам во физкултурно училиште Методи Митевски Брицо Скопје. И јас сум Мила Трајковиќ, учам во Скопје на спортската академија. Или воедно ќе кажеме само дека вие бевте во составот на репрезентацијата на Македонија, нашите 3 членки на женскиот ракометен клуб Куманово, воедно и нашата спортска гордост на Куманово, нели? Така е. Ајде да се навратиме на почетокот. Сите започнавте во пионерската екипа на женскиот ракометен клуб Куманово. Започнавте кај професорот Александар Јовановиќ, продолживте кај професорот Димитар Антевски. Оваа година во кадетската лига го освоивме четвртото место на табелата. Се надпреварувавме на еден турнир, така наречен Final Four. 4 најдобри екипи во Македонија, каде што се наоѓаме и ние. Во пионерската екипа исто така нашиот клуб од Куманово се најде на четвртото место на табелата, исто меѓу најдобрите 4 екипи во Македонија. Да проговориме нешто и за успесите на пионерската и кадетската екипа на ЖРК Куманово. Најчесто помеѓу сите клубови во Македонија се наоѓаме меѓу првите и извојуваме победи. Секако дека некогаш се и поразите тука. Тоа е составен дел, нели? Да. Сигурно. Најчесто тоа е од скопските екипи Металург и Вардар, кои некогаш успееме да ги победиме, но еве оваа година ќе се потрудиме и нив да ги надминеме, па можеби да станеме први во Македонија. Еве и јас тоа лично ви го посакувам, повеќе труд, повеќе среќа, експлозија на терен и се надевам дека ќе успеете во вашите желби. Од минатата година, со 16 години, сте во составот и на сениорската екипа на женскиот ракометен клуб Куманово, која, ако не ги сметаме екипите на Вардар и Металург, сте најуспешна екипа во остатокот од државата. Повторно изборивте учество во ЕХФ Челендж Купот. И минатата година игравте во истото надпреварување со екипата на Хелветија Алсобендас. Дали бевте во составот на екипата која играше против возрастните играчи од Шпанија? Сите 3 бевме во составот и на двете утакмици и имавме минутажа и игравме против нив. Бевме доволно зрели и покажавме заби, односно дека можеме со повозрашни од нас. Иако мора да признаеме дека беше навистина тешко. Па беше тешко, но сепак се изборивме. Имавме 2 порази, но изигравме добро. Оваа година, за жал, повторно ЖРК Куманово немаше среќа во ждрепката за Челендж Купот. Противник ќе ви биде полскиот шампион Селгрос Лублин, за кој оваа лето подпиша и нашата репрезентативка Елена Петковска. И оваа година немаме среќа во извлекувањето на Челендж Купот. Повторно ни се падна тежок противник, може се каже еден од најтешките противници досега. Но ние ќе се бориме, ќе дадеме се од себе за да пробаме да го надминеме тој противник. Така е. Да се подсетиме како го и поминуваме летото, каде одиме, што работиме, сигурно дека би ги интересирало и нашите слушатели. Па нашето лето започна со подготовките за репрезентацијата, уште од 30 мај ние сме на теренот и започна најпрвим во Скопје, каде што имавме подготовки 20 на дена, па имавме краток одмор и потоа пак продолжија и немавме
никаков одмор во тој период. Имавме подготовки во Маврово, па потоа пак во Скопје и сето тоа брзо помина и стигна Европското првенство и мислев дека бевме доволно спремни и четврто место воопшто не е за Подценување. И јас мислам исто. Да се надеваме дека следното нешто ќе биде уште поголемо и повисоко рангирано место. Нема да застанете тука, туку продолжувате понатаму. Тренерот Антонио Ивановски ќе ве води на подготовките во Крушево. Кога, како, зошто? Подготовките во Крушево ќе започнат од недела и ќе траат 5 дена. Започнавме со тренинзи на 7 август и тренираме напорно по 2 пати на ден. Така. Мила, вака еве, како за крај те оставаме тебе. Ти си задоволна од она што ти се случува во животот? Па да, задоволна сум ако зборуваме за тренинзите за Така. Европското првенство, секогаш може подобро. Ќе се трудиме. Што посакуваме во иднина? Па сега кога некој подобар клуб да бидеме сите заедно, дај Боже, и пак да играме за репрезентацијата. И да оствариме поголеми успеси. Јас од срце ви го посакувам тоа, да остварите многу успеси, да играте во некој врвен клуб. Ние сигурно ќе бидеме ваши навивачи и вие нашите фанови, ваши фанови и се надевам дека повторно ќе ни дојдете во студиото да ни кажете за некоја убава спортска вест што ќе ви се случи во блиска иднина.